Трамп го потпиша законот за објавување на досијата на Епштајн. Во Брисел денеска ќе се презентира Скопје, Европска престолнина на културата 2028. Кривична пријава против екс-градоначалникот Мерко за оштетување на споменкуќата на Владо Малески. Започнуваат вести на Слободен печат, останете со нас. Не е важно кој го запалил огнот, туку кој имал вода и не ја истурил. Порача обвинителот Јане во воведниот говор на судењето за Пулс. Младите животи изгасна не само поради огнениот видел, туку виделот на долготрајната институционална одговорност. Ова е дел од воведниот говор на обвинителот Борче Јанев, кој порача дека обвинителството ќе го докаже каузалитетот на настаните кои довеле до смртта на 63 лица. Собственикот на дискотеката го опиша како човек без совест, кој не го интересирала опасноста на нелегалната дискотека, туку само профит, а тоа му го овозможиле институциите. Ниту една не го проверила, ниту пазарни инспектори, ниту Дирекцијата за заштита и спасување, ниту локалната самоуправа, ниту пак Министерството за економија. Обвинителот нагласи дека доказите ќе покажат дека клубот Пулс бил смртоносна стапица уште од самиот почеток. Случајот го следи Фросина Факова Серафиновиќ. Вчера во судницата меѓу морето емоции се случи еден многу трогателен момент. Мајка која го загуби своето дете во пожарот во Пулс, Тив кој скромно им приде на новинарите и им понуди кафе кое сама го подготвила. Никаде не одиме без кафе. Син ми многу пиеше кафе. Ајде, не пиете се, рече таа со кршлив глас, држејќи ги чашите и термосот со кафе како да држи дел од него. Овој гест уште еднаш не потсетува за човечноста и за тоа дека секоја бројка, секое име на листата од 63 загинати е цел универзум за некоја мајка, татко, сестра. Очекуваме транспарентна постапка. Динамиката на судење ја определува судот. Од наша страна се исполнети сите услови. Ангажирав дополнително уште неколку обвинители за да не се одолговлекува постапката од ЈО. Изјави државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, одговарајќи на прашање за неговите лични очекувања за судскиот процес за пожарот во Пулс во Кочани. Тој додаде дека не верува оти ќе биде долг период до првостепената одлука, затоа што има определени рокови. Според него, погрешно било гледањето дека обвинителството оставило простор за одолговлекување на постапката, бидејќи како што рече, се работи за 35 обвинети кои мора да бидат опфатени во истиот предмет. Прашан за мислење за иницијативите на пратениците за анкетна комисија во собранието за трагедијата во Пулс, Коцевски порача политиката да ги тргне рацете од оваа постапка, затоа што се води судска постапка. Минатата недела и во вторникот, оваа недела, Управата за финансиска полиција влегла на клиниката за кардиохирургија поради тоа што примиле анонимна пријава која што содржи наводи за сериозни злоупотреби, кои што доправа органите ќе треба да ги испитаат. Слободен печат имаше увид во пријавата која до Управата за финансиска полиција стигнала во август годинава, а ја добивме од свиркач. Во неа се тврди дека клиниката 2 години наназад имале енормно зголемен број на реверси, односно некои медицински средства што биле користени при операциите не биле набавени на тендер, туку биле земени на заем. Овие материјали, според пријавителот, бидејќи биле набавени без тендер, не можело да бидат внесени во пресметките на пациентите. Се додава дека имало екстремно високи плати на одредени доктори и континуирани награди само на некои медицински сестри. Прочитете повеќе од Мирослава Симоновска. Дали села го мерка местото на Ахмети во албанската опозиција? Големи се шансите лидерот на ДУИ Али Ахмети да стави печат на постоењето на коалицијата Национална алијанса за интеграција, особено откако лидерот на делот Алијанса за албанците, Зијадин Села, му стврте грб. И тоа уште пред да го дочека финалето на повторените избори во 4 општини закажани за 11 јануари. Во ДУИ расте притисокот партијата да продолжи да действува самостојно по партискиот конгрес во декември и повторените избори во јануари, брифираат партиски функционери. Фијаското на локалните избори на албанскиот опозицијски блок навестува големи потреси и промени во коалицијата и во партиите. За владеачката вреди неминовен е распадот на НАИ, додека дел од партиите од опозицијската коалиција се уште играат на картата дека соработката со Ахмети ќе продолжи. Темата е на Маријела Трековска.
Провизиите горат. 35 денари месечно за водење на динарска трансакцијска сметка. 50 до 150 денари месечно за водење на девизна сметка. Подигнување пари од банкомат на матична банка бесплатно или 10 денари. Ако извадите пари од банкомат во странство, 150 до 300 денари. Ова се само дел од провизиите кои ги плаќаат македонските граѓани на банките. Но овде не завршува се. За плаќање сметка на шалтер треба да одвојат од 50 до 150 денари во зависност од сумата. Плаќање преку електронско банкарство од 0 до 25 денари по трансакција. Годишна чланарина за дебетна картичка е минимум 300 денари. Ако имате кредитна, ќе треба да одвоите 800 денари. Ако плаќате со картичката во странство, задолжително се пресметува конверзија од 1,5% плюс фиксна провизија. Слободен печат направи анализа и на дознаките од странство, кредитите и дозволеното пречекорување на лимитот на граѓаните. И овде нема ништо за џабе. Прочитете детално во текстот на Валентина Ангеловска. За дозвола за градба во иднина ќе треба и доказ дека зградата има можност за приклучок на парно. Објектите за колективно домување, односно зградите што ќе се градат на локации каде што има техничка можност за приклучок на парно, во иднина ќе треба задолжително да се проектираат и да се изградат со целокупната термотехничка инсталација на системот за централно грејење. Ова е предвидено со новите измени и дополнување на Законот за градење, за кои по скратена постапка последниот збор треба да го кажат пратениците. Министрите за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, и за култура и туризам, Зоран Љутков, и скопскиот градоначалник Орица Ѓорѓиевски денеска престојуваат во Брисел во рамки на институционалната презентација на Скопје Европска престолнина на културата 2028. Во пресрет на денешната посета Муцунски, Љутков и Ѓорѓиевски во вторникот одржаа координативна средба. Зацврстуваме стратегија, градиме прецизна комуникација и создаваме заеднички фронт со европските партнери, затоа што Скопје заслужува да биде представено силно, достоинствено и современо. Со ова покажуваме и дека сме целосно посветени на процесите, на целите и на европските стандарди, што не се водилга, објави Ѓорѓиевски на Facebook по средбата. Специјалниот представник на САД Стив Витков и секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина Рустем Умеров постигнаа одредено разбирање за време на разговорите за новиот американско-украински план за решавање на конфликтот. Оваа информација ја објави американскиот, според истиот извор, украинскиот претседател Володомир Зеленски лично го овластил Умеров да води разговори со американската страна. Според истиот извор, украинскиот претседател Володомир Зеленски лично го овластил Умеров да води разговори со американската страна. Западните медиуми претходно објавија дека Вашингтон и Москва паралелно развиваат нов сеопфатен план од 28 точки, чија цел е политичко решение на конфликтот во Украина. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто денеска оцени дека испраќањето уште речиси 100 милиарди евра од европските даночни обврзници за Украина е лудост. Сијарто потсети дека неодамнешните извештаи јасно покажале дека украинската влада е исклучително корумпирана. Сијарто остро ја критикуваше Европската унија што не побарала отчет за трошењето на средствата што и беа доделени на Украина од европските фондови. Индонезиските власти евакуираа повеќе од 900 луѓе поради силни ерупции на вулканот Семеру на островот Јава. Вулканот Семеру вчера ерупираше повеќе пати, исфрлајќи огромни облаци од пепел, лава и камења, дури и до 13 километри по падините. Со тоа тревогата од опасност стана висока. На видеоснимките се гледа како огромен облак од жешка пепел се издига од кратерот и ги покрива падините на вулканот. Вулканот Семеру висок 3676 метри и еден од околу 130 најактивни вулкани во Индонезија. Белгија се подготвува да ги забрани сите вкусови на вејпинг, освен тутунот, во обид да ги спречи младите луѓе да станат зависни од никотин, објави министерот за здравство по новите препораки од Високиот здравствен совет. Ароматизираните електронски цигари се намерно дизајнирани да ги привлечат децата и да ги маскираат потенцијалните штети од вејпингот, објави новинската агенција Белга. Неделната употреба кај младите сега е 4 пати поголема отколку пред 5 години.
Кандидатката за титулата Мис Јамајка, доктор Габриел Хенри, доживеа шокантен пат од сцената за време на прелиминарниот круг во вечерни фустани на изборот за Мис Универзум 2025 што се одржува во Тајланд. На видеата што брзо се проширија на социјалните мрежи се гледа моментот кога Хенри, облечена во долга лелеава портокалова тоалета, погрешно зачакорува и исчезнува од работна сцената. На друга снимка се гледа како надпреварувачката ја изнесуваат на носилки. Организаторите велат нема скршеници, состојбата е стабилна. И уште една информација, времето денеска започна со магливо утро, а во текот на денот ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд. Максималната температура денеска ќе достигне од 15 до 19 степени. Во Скопје утрово ќе има услови за појава на магла. Потоа во текот на денот времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, но со послаб интензитет. Утре и за време на викендот се очекува пообилни врнежи од дожд, односно да наврнат над 30 литри на метар квадратен за 24 часа, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи. Ви благодарам што погледнавте уште едни вести на Слободен печат. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.